Добро, значи ние сме се уште во дворот, уште не сме влезени во првиот дел од светилиштето, со причина што, еве ќе видиме и од вечерашното излагање, дека јас мислам, тоа е моje мислење, нека биде само моje мислење, дека повеќето христијани, глобално гледано, па и адвентисти, вртиме во дворот. Нашето искуство е реално дека сме тука некаде. Уште не сме, исклучици има секако, значи не велам, повеќето реков, тоа се базира и не на мои мислења, сепак ќе видиме дека сепак и така според она што се вели инспирирано слово. Ајде се подсетиме на некои од стиховите од 51-от псалм. Прво, значи, тука сме кај мијалникот, меѓутоа и заедно со искуството од жртвениот олтар и мијалникот, ќе видиме дека тоа е всушност искуството на новото раѓање кај еден христијанин. Предавањето, покајанието, Господ ни простува, ни ја прифаќаме Христова жртва, на која што, значи тоа жртвено јагне на кое што се пренеси нашите гревови, и потоа Господ не само што ни простува, туку и не чисти од секоја нечистотија, и изгледаме како да никогаш не сме сгрешиле, тоа е и процесот на оправдување. И интересно е како тоа Давид убаво го разбрал во 51-от псалм, значи оној познат покајнички псалм. Еве, вториот стих вели: изми ме целиот. Зарем ова не е асоцира на крштевање? Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев. Тој знаел дека не му е потребна само прошка, туку и чистење од гревот. Потоа во 7 стих вели: пороси ме со исоп, босилок овде вели, исоп, за да се очистам. Изми ме и ќе бидам побел од снегот. Па и така и одговара, затоа што кога веќе сте влезени таму, на некој начин, она ограда, која што е целата од бело ленено платно, би требало символички да представува дека вие сте веќе покриени со Христовата праведност, ама тоа само во случај ако се изведени тие ги имат христијанинот во своето искуство тие моменти со жртвениот олтар и мијалникот, како што треба. Значи, не формално, не лицемерно и така натаму. Во 51 псалм исто 10 стих вели: Боже, создај ми чисто срце. Видите, Давид ја разбрал суштината. Не е само од надвор да бидеш чист. Чисто треба да ти биде срцето, затоа што од тука се произлегува. Оно што фарисеите никогаш не го разбрале, изгледа, па Исус ги споредува со окречени гробови, однадвор бели, чисти, убави, онака изгледаат, а внатре што да се види. И не само чисто срце, и постојан дух обнови во мене. Ќе видиме дека без духот, без светиот дух и ништо не е можно од сето ова. Накратна кришта на новото раѓање преку Духот Свети. Значи Исус на Никодим кога му се обраќа му вели дека треба да бидеш роден наново од дух и од вода. Јован, 1 Јованово 1.9, исто познатиот стих, и повторувам некои од стиховите. Вели, ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Значи, ете го тоа искуство и со олтарот и со мијалникот. Комплетно ова целото искуство од предворието е всушност чистење од гревот, одделување од гревот на грешникот. Секако записот постои, записот за гревот е тука, нели? Затоа и тоа символички пренесување на гревот преку крвта се до светињата на светињите, за да после на крајот на тој ден Јом Кипур и се изврши комплетно чистење на светилиштето и на записот за гревот. Самото присуство на гревот ќе биде отстрането. Значи. Дела 2 глава 38 стих и овој стих го спомнавме Петар после таа своја проповед, која вели: покајте се,
кога ги засегна во срцето со својата проповед, вели покајте се и секој од вас нека се крсти. Покаяние и крштевање. Покаяние, олтарот, крштевање, мијалникот. Во името на Исуса Христа за проштевање на вашите греови и ќе примете дар од Светиот Дух. И еве го и дарот на Светиот Дух. Проштевање на гревовите и дар на Светиот Дух. Инако интересно е, ајде ова ќе спомнам овде, ако земеме дека мијалникот го представува и тоа крштевање, дали забележувате дека во животот на христијанинот што доаѓа прво? Прво доаѓа покајанието, предавањето, како што влегува грешникот, низ влезот од предворието, доаѓа првин олтарот, предавањето, раснувањето на своето јас, можеме да кажеме тука, тоа е крстот, и потоа е крштевањето. А зашто кај Исус е обратен редоследот? Кај него е крштевањето, па после е раснувањето на крстот. Некои велат, интересно е ова, дека затоа што ние сме од земјата, а Исус првин доаѓа од небото, од светилиштето, па затоа е таков редоследот, а потоа не повикува да го следиме назад. И затоа кај нас е прво олтарот, па крштевањето, а Исус првен се крштева, па потоа е крстот кај него. За да го покаже, доаѓа од небото, го дава правецот и потоа не повикува да одиме, да го следиме, да одиме со него, се до конечната средба со Отецот во светињата на светињите. Еве ќе прочитаме овие стихови од Римјаните 6 глава, кои што повторно кажуваат на тоа што е крштевањето и тој всушност и умирањето за своето јас, за стариот човек. Римјаните 6 глава од 3 до 7 вели: или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? Денови вчера беше. Ајде пред да ги прочитам стиховете, ми текна, викам да го погледам малку така делови детали, крштевањето на Рајна, пошто вака ова ме асоцираше малку нешто. Мислам, тоа како линк на YouTube е скриено, нели така она сакаше, ама јас можам да го видам нормално. И си се гледам самиот себе, таму тоа беше една недела, колку беше после смртта на татко ми, ама не од тоа, него од тогаш се наклюкав здраво со тие кортикостероиди што ми ги дава заради коленото. Човече, овако со бабачко изгледам некако стомак. Не можев да поверувам дека тоа сум јас. Не мислам дека не сум бил подебел у животот од тогаш. И викам, слава му на Бога, ете помина и тоа. Човек треба да помине многу голготи. Се подсетив така на некои моменти, интересно. Па, потоа на моментот, интересен момент, како се утепавте чекајки ме. Веројатно очекувавте дека ние во две простории се пресобликуваме, а не беше така. Јас чекав да заврши Рајна, беше и сестра Перса, дали со неа да им помогне, а ја чекав цело време на скалите, па после требаше да влезам, а вие се утепавте чекајки. Сега, што се случува со Борче? Та, интересен момент. 20 мај, да, народен денот на Перса. Значи, зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт, и така преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Зашто ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Смртта во водениот гроб, потопување целосно и воскреснување во нов живот. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со Христа. Ете го, значи видите како имаме низ овие стихови спој и на олтарот и на мијалникот. За да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот. Одвојување од гревот. Зашто тој кој е умрел е оправдан од гревот. И сега одма се наметнува тука прашањето. Зошто велам ние повеќето всушност христијани тука некако вртат во дворот? Епа,
Дали сме одделени од гревот, е прашањето. Дали се уште, да, може да се случи да сгрешиме, а не велам, ама вртење, знаете што подразбирам по тоа, како што евреите никако не научиле, денеска зборувавме за единствените двајца кои што од таа генерација влегле во Ханан. Кој влегол од првата генерација? Никој. Вртеа, никако да научат. Вртеа, Господ ги вртеше 40 години. За такво искуство зборам, а не дека секој може да падне да сгреши, меѓутоа повторно има покаяние и се враќа назад по патот. Евреите 10:19 и така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса. Повторно, преку крвта на Исуса ни е овозможено влегувањето во светињата. Ама ако ја прифатиме, нормално, ако сме прифатили таа жртва, ако сме се покајале, 22 стих од 10 глава, Евреите, да пристапуваме со искрено срце во полна увереност на верата, со срце кои што преку попраскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Повторно, гледаме таа символика и на олтарот и на мијалникот. Слушате ги овие прекрасни стихови од Тит, 3 глава, од 3 до 7. Зашто и ние бевме некојаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живеејќи во зло и завист. Некогаш бевме, минато. Мразени и мразејќи се еден со друг. Но кога се јавија, сега видите колко е прекрасен речник, но кога се јавија добрината и човеколюбието на Бога, знаете дека таа добрина не води до покаяние, нашиот Спасител не спаси, не врз основа на праведните дела, што ние сме ги направиле, ние туку по својата милост, преку капањето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Кога богато го излеа, значи Светиот Дух, на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани преку Неговата благодат, да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Тоа е Божјето дело, но и нашиот момент е таа наша соработка што мора да имаме. Наше покајанието е дар, меѓутоа одлуката е наша, дали се каеме или не, и тоа предавање на нашето јас секако е наша одлука, наше дело. И како што кажав, значи, всушност, тоа е искуство од предворието, е искуство на ново раѓање. Потребно е ново раѓање, а за тоа е потребен Духот Свети. Затоа што новото раѓање не се случува без Духот. Затоа и Исус му вели на Никодим, раѓање со вода и Дух. Спомнавме минатиот пат за заедништвото. Знаете, па и за заедништвото е потребен Свети Дух, за да бидеме во заедница еден со друг. Кој ќе не спои, ако не Духот, истиот Дух, ако го имаме истиот Дух? Што е потребно за да бидеме заедно, мислам за зближени, за една црква? Што било потребно за апостолите? Искуството на горната соба. Што се случило во таа горна соба? Да погледаме малку цитатите од делата на апостолите. Додека чекале да се исполни Христовото ветување, учениците со скршено и понизно срце, со вистинско покаяние, нема тука глума, нема ништо, го признале своето неверство. Кон Исуса, значи, погрешно го разбрали и него, и науката, и се, очекувале некаков поинаков спастел, сосема крива слика. Спомнувајќи си за зборовите што им ги упатил Христос пред својата смрт, тие поцелосно ја сватиле нивната смисла. Вистините што исчезнале од нивното сеќавање повторно живеале во нив. И тие, значи, се повторно живеале вистините, во едни нови бои, ново светло. И тие си ги повторувале еден на друг. Се прекорувале самите себе си што толку погрешно го сваќале Спасителот. Тоа е едниот момент. Сега другиот многу битен момент. Отфрлајќи ги сите меѓусебни несогласија и секоја желба за превласт, значи за управување, значи кој ќе биде прв, се сеќавате кој проблем го има, значи отфрлајќи ги сите меѓусебни несогласија и секоја желба за превласт, тие присно се поврзале
во христијанско братство. Еве како доаѓа до таа присност. Тие денови на подготовка биле денови преполни со длабоко истражување и преиспитување на срцето. Затоа што поизмамливо од се е срцето и е страшно болно. И затоа е потребен Духот Свети, затоа е потребен Бог. И испитување со Божја помош, измирување помеѓусебно, за да имаме едно заедништво, да нема никаква превласт, ништо. Значи, сите сме еднакви пред Бога. Учениците го чувствувале својот духовен недостиг и пекале пред Господа во молитва за свето помазание, кој ќе ги оспособи за делото на спасување на душите. Сега доаѓа и тој дел. Значи, свето помазание, кој што ќе ги оспособи, значи излевање на Духот Свети, за да ги способи и за проповедањето на Евангелието. Не барале благослов само за себе, ги притискал товарот за спасување на душите. Знаеле дека Евангелието треба да му се однесе на светот и се молеле за силата што им ја ветил Христос. Се вели, под дејство на Светиот Дух, зборовите на покаяние и исповед се помешале со похвални песни за простените гревови. Тоа била една општа радост. Кој знае како може да го замислиме се тоа, значи. Се покаяле сите, се измириле меѓу себе, немало никаква разлика веќе. Се слушнале зборови на благодарност и пророштва како целото небо да се спуштило за да види и да ја оддаде заслужена почит на мудроста и на неспоредливата и недосетлива сеглива љубов. Љубов, тоа што кажа Андре, да, тоа е производ на Духот Свети. Ако го имате, ако се изгледа Духот Свети, го имате Христа, Духот Свети, како сакате во срцето, вие имате божествената љубов. Кога го спомнавме мејалникот, нели кажавме дека тоа е вид на огледало, направено од огледалата на жените, нели, што ги донирале. И многу е битно да се видиме какви сме во онаа светлина како што Господ не гледа, затоа што и за кој ни е потребен за да се видиме во вистинското светло? Па пак Бог. Или во пораката до црквата до Лаодикеја, тоа е вистинскиот сведок. Тој треба да ни каже, и што таму вели една од очна маст. Што е очната маст? Повторно Духот Свети. Повторно Духот Свети, за да се видиме какви сме. Секојаш е тука Духот Свети многу битен. Доказ за тоа дека некој може да има погрешна перцепција и Никодим, скоро читавме за него. И тука е тоа искуство на ново раѓање, Исус му го објаснува тоа, значи искуството на предворието во светилиштето, и многу работи не сватил, односно суштината не ја сватил Никодим. Он бил како и секој фарисеј, како и Павле, безпрекорен се сметал. Он е супер. Павле се сметал исто така. Па и сите други фарисеи, фарисеот што влегува заедно со цариникот во синагогата. Но слушайте ги се овие цитати, уште неколку цитати имаме до крајот, кои што пак баш се однесуваат на тоа ново раѓање. Библиски коментар, 6 волумен. Ново раѓањето е ретко искуство во денешно време. Елен Вајд вели за незино време. Ново раѓањето е ретко искуство во денешно време. Во тогашно време, а во денешно време не знам. Ако се сеќавате, мислам дека Дојчин кажуваше некои бројки, така, ако се сеќавате, на тоа прво негово предавање последниот пат. Па нели споредуваше со некоја статистика, колку адвентисти сметале дека се супер, дека се спремни и така натаму. Статистиката е на една страна, меѓутоа колку навистина. Ова се зборови на сестра Елен Вајд, значи во нејжино време вели ново раѓањето е ретко искуство. Ретки се оние кои што се наново родени, ретки се оние кои што ги имаат духот, остатокот, како израдците во пустината. Тоа е причината, и сега вели, тоа е причината, нормално, тоа е причина за многу нешта. Тоа е причината за збунетоста во црквите. Многу, навистина многу, го носат Христовото име, а се непосветени и несвети. Тие се крстени, но се живи закопани. Нивното јас
не умрело и затоа не воскреснале во нов живот во Христа. Значи го нема тоа искуство на нов живот. Живи закопани, живи мртовци. Нивното јас не е раснато, го нема крстот, го нема искуството на крстот, па камоли ова останатото. Никаков човечки изум не може да најде лек, ова е од Копнежот, сега друг цитат, да најде лек за човечката душа. Стремежот на телото е непријателство против Бога, зашто не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Зашто од срцето произлегуваат лоши мисли, убиства, прелюби, блудство, кражби, лажни сведошта, пцости и така натаму. Сега вели, изворот во срцето мора да биде очистен. Еве оно што Давид го сватил. Срцето треба да се очисти. Од тука произлегува се. Изворот во срцето мора да биде очистен, за да може и потокот да стане чист. Што е нормално. Тука е изворот. Надворешно вие може да правите секакви корекции, меѓутоа не е тоа ново раѓање. Новото раѓање опфаќа ново срце. Чисто срце, ново срце, дај ми чисто срце, Давид се моли. Оно што се обидува да стигне на небото со своји собствени дела, значи ова сега исто се однесува и на Никодим и на сите како него, кои што се обидувале баш така, со држење на законот се обидува да стори нешто што не е можно, па и скоро мислам дека читавме во книгата Молитва, вакво нешто. Или во Копнежот беше, не знам, не се сеќавам. Нема сигурност за оној што поседува само легалистичка религија, форма на побожност. И сега ова многу ми се допаѓа. Христијанскиот живот не е преправање или крпење на старото. Значи, христијанскиот живот не е крпен живот. Крпежи. Како беше оно со мешините, старите мешини, што сега ќе ги крпиме за да држат? Не, вика тоа пак ќе се расипе и не, нова мешина треба за новото вино. Христијанскиот живот не е преправање или крпење на старото, туку преобразба на природата. Тоа е ново раѓање, ви сте нова личност. Значи, ова е еден вид како тест, ајде да биде. Значи, кој знае колку пати сме ги читале, може би, овие работи, меѓутоа тука е. Значи, темата е предворието, тоа е искуството. Тоа значи умирање за своето јас и за гревот и наполно нов живот. Оваа промена може да ја спроведе само Светиот Дух. Ако е некој во Христа, тоа е ново создание, старото помини, ете се ново настана. Она на што можело да му се приговори во карактерот е исчистено од душата со Исусовата љубов. Сета себичност е истерана, сета завист, сите зли разговори се искоренети и целосно преобразување се случува во срцето. Па ако ова е многу често искуство, па немаше ние, секој од нас сме поминали некои болни искуства во адвентизмот. Сите сме тука горе долу, да, освен Горан таму. Купишта себичност, купишта завист, па што вели тука и зли разговори. Па ја не знам, поголем дел од животот го поминувам во адвентизмот, па како се изразам, ја у светот толку себични луѓе немам видено. За жал. А што е себичноста? Што е гордоста? Па тоа е старата природа на човекот. Може ли новородениот, кој што има Духот Свети, кој што има таа Божја љубов, кој што само знае да дава, да биде себичен? Невозможно е тоа. Значи, сета себичност е истерана, сета завист. Ние може да имаме уште проблем, нели, во некој поле од нашиот живот, да. Нека сме слаби, ама, мислам, имаш ситуации на крајна себичност. Да се чудиш дури. Еве друг цитат, ова беше од Review and Herald и ова е од Review and Herald, вели, многумина што исповедаат дека го следат Христа, немаат вистинска религија. Тие не го откриваат во својот живот плодот на вистинското обраќање. Со нив и понатаму владеат истите навики, истиот дух на ситничарење и себичност, исто како пред да го примат Христа. Ете тоа е тоа, само се потопиле во водата, станале истите. Не ве пере водата, срцето може ли да го испере водата? Тоа е само символика, знаеме, и дури и на тој миелник.
Тоа е символиката. Мие и на раци и нозе. Меѓутоа, вистинското чистење е чисто срце. Тој свештеник требало чист да влезе таму, инаку ќе умрел. Никој што нема сознание за вистинско обраќање не може да влезе во Божиот град. При вистинското обраќање душата е новородена, нов дух го населува храмот на душата, започнува нов живот. Христос се открива во карактерот. Христос живее, всушност. Ја не живеам, како вели Павле. Ја умрев, јас сум распнат. Уште 2 цитати. Таман толку време. Големиот товар на секоја душа би требало да биде дали моето срце е обновено, дали мојата душа е преобразена, дали моите гревови се простени преку верата во Христа, дали сум наново роден. Тоа се вистинските прашања. Читавме и во утринските стихови. Централна тема која е темата за спасението. Тоа е централната тема. Светилиштето се наоѓало среде кампот. Централно. Тоа е темата, тоа е главната тема спасението. Што друго? Ако немате друга работа, еве, јас се обидов со оној Јеховиот сведок, замисли си од добој дори. На дуел. Џабе, знаев дека ќе биде така, ама окей, беше фин муаветот, човекот беше кроток, така да кажам, имаше христијански дух, покажа, ама џабе. За мене Исус е Бог, за него не е и толку е приказната. Да, добро. Тоа е друга тема, да, точно. Па и оној стих што спомнавме денеска, не можеш ти Исуса да го наречеш Бог, освен преку Светиот Дух. Така ли? Значи, потребен е Духот Свети, а тие го негираат самиот Дух Свети, па како? Онда ке Исус не е ни Бог, не можат ни... Тоа се поврзани работи. Кај застанав? Значи, тоа се главните прашања. Дали сум наново роден, дали ми се простени гревовите? Затоа што не можам да мрднам од тука, значи не можам да влезам во првиот дел од светилиштето, кој што е процесот на посветување, кај што ние растеме. Значи, не дека сме сега перфектни, не, има уште некои работи и Светиот Дух постојано ни ги открива и ние растеме. Тоа е посветувањето, растеме. Одиме кон совршенство. Меѓутоа сме оправдани, значи веќе сме го оставиле секој знаен грев, сме се покајале и сме ја примиле Христовата праведност, таа ни е засметана и исто, да, Христос живее во нас, тоа е тој прв дел. И па често пати, затоа и таа нова теологија, значи, затоа мнози на него прифаќаат верувањето дека постои уопште посветување, тој процес. Они зборуваат само за оправдувањето. Па и тоа не го разбираат. И патот кон Христа, завршуваме со последниот цитат, вели, ние можеме да си ласкаме на себе си, како што тоа го правил Никодим, значи секој фарисеј. Они биле, значи, мајстори за тоа. Ние сме спасени, ние сме супер. Што се однесува до законот, вели Павле, ја бев безпрекорен. Ама доека да го сретне Христа, после видел колку е всушност нечист. Дека животот ни е чесен, моралниот лик безпрекорен и да мислиме дека не мораме да ги понизиме срцата пред Бога како обични грешници. Но кога Христовата светлина ќе ги осветли нашите души, ќе видиме дека сме нечисти. Ќе сватиме дека нашите побуди се себични, дека непријателството кон Бога извалкало секое наше дело. Тоа ќе сватиме дека нашата праведност е слична на нечиста облека и дека само Христовата крв може да не исчисти од нечистотијата на гревот и да го преобрази нашето срце, да го обнови неговиот лик во нас. Значи, Давид со право се молел и барал чисто срце. А самиот збор кажува чисто срце. Знаете што значи чисто срце? Значи транспарентност, значи несебичност, значи спремен си тука да помогнеш, да гледаш и за другиот повеќе.
Односно, и кој исполнуваш законот, люби го ближниот како и самиот себе. При тоа не треба самиот да се заборавиш. Андре, тоа го знаеме, нели? Не треба да бидеш алтруист, како велат. Значи, за другиот, а самиот ќе се заборавиш. Не, люби го ближниот како самиот себе. Да, и тоа е кршење на законот, тоа не е држање на законот. Не сум јас да умирам за некого, Исус умрел за сите. Тоа е таа жртва. Не смеам ја да умирам. Значи ти можеш, не знам што да направиш, ни самиот себе не можеш да се смениш, камо ли другиот да го смениш. Така да сите, лично е спасението за секого. Значи секој има срце, кое што треба да му го даде на тој хирург, кој што е перфектниот хирург, кој што ќе го исфрли тоа камено срце и ќе даде ново срце од месо. Тоа меко срце. Каков Жан Митар? Тоа е нашиот лекар, нашиот Исус Христос. Кога сме веќе кај тоа, ајде ќе почекам, малку ќе дадам време, па ќе слушнете ново искуство од мојот живот, што се случува. Затоа, може би приметувате и гледате дека сум нешто многу, како да сум на небо. Не знам, ако имам крилија, може ми да полетам, ама ќе дадеме уште малку простор да видиме што и како ќе се одвиваат работите. Слава на Бога. Нека Господ не води во нашите животи да биде прв, последен и најважен, и она што е битно, тоа ми се врти од тоа што го проучував и го гледав деноју, е да се поврземе со тој извор. Па и вчера читавме за живата вода. Таа вода на животот, живата вода можеме да примеме само од Господа и да бидеме сити, да не ни требаат никаква вода од тие издупчени кладенци кои што не заситуваат. Постојано сте жедни, само барате и никако незадоволени. Не, само во Господа е задоволството, тоа е тој извор на жива вода, таму ја црпите и љубовта и се што ви треба. Значи, дури самите тела, односно, ако сега земам залет 7 саатот, не, малку на кратко само. Се што е во природата е создадено така да прима, зашто? За да дава. Се. Сега мртво море или може би има некои, не знам, да, ама затоа е мртво море. Затоа е мртво. Примаш за да даваш. Сега што примаш, тоа ќе дадеш. Ако примаш, ако си поврзан со тој извор, со Бога, тоа што и ќе го даваш. И се гледате ли како и заедништвото од кај доаѓа? Значи било дали во семејство, дали во црква, во било каква заедница. Ако сите примаат од Бога и даваат меѓу себе љубов и се, и тоа е тоа. Меѓутоа, што примаш, што даваш. Ако го бараш кај луѓето тоа, љубов, било што, мислам, таа совршена љубов ја нема никаде, да, нема да најдеш. Ќе примиш, и тоа што ќе го примиш, тоа ќе го даваш. Не можеш да дадеш нешто друго. Па да. Али ако сите примаме од Бога, и тоа сите меѓусебно даваме, и тоа е она вистинското. Таа чиста вода, таа жива вода. И тука е Духот Свети, тука е заедништвото. Значи, така ќе биде на небо. Тоа ќе биде... Меѓутоа, можно е, зашто да не го постигнеме небото тука на земјата. Значи, можно е. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.